Данино, ајде, па кој бил избран за прв председател насно? Избран... Методија, Андонов, Чентов. Теа, Молим наставничке. па зошто му подкажуваш? Не наставничке. Како тоа не наставничке? Сега сакаш да кажеш дека јас нешто измислувам? Не измислувам. Тишина! Па Теа, кога си толку паметна, продолжи се раскажување. Па добро. За прв председател на АСНО и председател на државата бил избран Методија Андонов Ченков. Првото заседание на АСНО изиграло голема улога во продолжувањето на надмошната борба, а народот ги увидел резултатите на своите дългогодишни борби, все по-масово се вклучувале во војната. Тој изиграл голема улога во формирањето на... Слободно! Наставнички, може да влеза? Марко, па како тоа наставничке може да влеза? Дете, каде ти изгинувањето, објаснувањето, зошто доцнеш дека 15 минути на овој час? Да, добро утро, наставничке. Ви молам да ми извините што доста го чекав татко ми, да ме пренесе со неговия службен автомобил, но беше презапатен. Со неговите утрински бизнеси разговори, па тргнав се на електричен кабинет и сега сум тука. Може да се дам. Татко ти ви кажа, ајде, повели, седни си тука, повторуваме денес. Но, пред да продолжиме, дежурен! Јас сум дежурна, наставничка. Кога си ти дежурна, зошто не ми кажа кој е отсутен овој час? Вие не прашавте. Така, значи, браво, па каква храброст. Сега се правиш многу паметна. Кажувај кој е отсутен? Каролина Гочева. Каролина Гочева. Каролина пеачка, да не ученичка. Пеачка, не пеачка, отсутна е. Па мора да се запише. Тишина. Каде застана пред да бидеме вака грубо прекинати? Со мене наставничке. Ајде, Теа. Да, Ајде! Тишина! Седнете сите на своите места. Часот не е завршен, кој ќе го слушате училиштото звонче. Часот е завршен, кој ќе речам јас. За нареден час, повторно ќе повторуваме. Тишина! И кога сте толку неблагодарни, за нареден час ќе правиме писмена работа на сите 6 лекции. Јасно? А сега сте слободни. Довидување. Неговите големи бизниси секогаш се на преден план. Да. Валутата на берзата е во стабилна состојба. Да. Тоа нема да се промени во наредниве 24 часа. Да. Така што, идеален е моментот да се вложат средствата за нештата берза. Да.
Може да ги отвориме очите, да видиме брз и прецизно. Најмала грешка може да ни чини богатство. Повторувам, најмала грешка може да ни чини милиони. Ништо мак. Кажи му, немам време за неговите незрели глупости. Јави му се на детето, па сигурно е нешто важно. Во врска со школото. Ајде ти се молам. Ту може да биде поважно од мојата работа. Па нели, се можам да решам со купување донација на школскиот фонд. И дополнување донација на школскиот фонд. И проблемите исчезнуваат. Тие твои бизнис проекти, бизнис планови, бизнис разговори. Секогаш се на преден план. Не е баш така, драг мој пријателе. Не. Ние сме луѓе од крв и мес. Имаме нешто, ако тебе не те засега, а тоа се емоции. Или ти треба дигитален речник да го преведеме значењето на тој збор, бидејќи очигледно ти не си повеќе човек, туку си станал роб на својата работа. Немојте, господјо, не го секирайте се. Оставете го за работа. Дали те не достига ништо, моја мила матмазел? Ноќите свечени веќе со елитата. Најнови брендови на модниот стајник. Или може би, пакетот кој уносиш и што блиска, е обична куртоазија за тебе. Вечери? Аха. Мода? Напиток? Да, ми недостига она што имам. Ми недостига нашето време. Љубовта која ја делевме, радоста која ја множевме на секој роденски менеска забава на Марко. Ми недостигаат викендите поминати на кампување. Ми недостигаат едноставните работи. Ми недостига свеќа. Недостига љубов, радост, среќа недостига. Што знаеш ти што е среќа? Како не знам? Ами, кој не знае што е среќа? Како може да ти недостига мизеријата? Едва си стигнавме од ветрата, а ти ми глумиш некоја си шотка. Јас знам како се трудам, колку работам, колку се мачам, да ти и твојот разгledенци да го живеете луксусот кој денес го имаш. Ми го уништи сонот. Ме уништи комплетно. Седи. Кажи се, испачи се. Имав сон. Сакав да бидам уметник. Сакав да напредувам во мојот талент, да се совршувам. Да е личност која се надеваше, која имаше визија за уметност, за нови правци. Еве види, се е уметност. Ова, се. Ама не! Ти никогаш не ме подржа! За тебе секогаш моите дела беа само чкртаници на платно. За тебе јас беа само... Ајде ти се молам, може това. Колку ли требаше да схватиш? Дека својот цртање е само безвредно потрошено време. Иете, зарем не ме го справо, се докаже свој носител на цела бракот и семејството. Јас. Никогаш нема да ти простам! Никогаш! Многу си злобен! Цел живот се трудам да идем од оваа криза, која ме заробила како во кафес! Не го поборав тоа од тебе. Немојте, господи, не се нервирај. Не е
ли гледате дека навистина многу се труди многу работи. Добар човек, господин. Знам јас. Препознавам дури ова. Радувајте се. Собар се. Јас само останав да се грижам за мојата теја. Едва крај со крај врзувавме. Тешко е кога сам од две раце работам, а посебно за жена. Ама теја, каква девојка ми подари Бог, слава! Умна, паметна, многу трудолюбива и учи, само учи. Не знам, греот е да се почава во мене. Што ти треба, мила, побара и секе ти дадам. Но само среќа. Вие ја имате многу повеќе од мен. Вие знаете како да се радувате на денот. А јас само ведена се топам, сосема само и заборавам. Не. Фала ви. Се има. Ај не бараме премногу. Задоволни сме со ова што го имаме. Теја ќе ме радува со школата. Сака да се запише на медицина. А може би и доктор ќе стане. Камо таа среќа, а да ги лекува сите. Кај овие ти, нека учат се. Марко, не знам ли дали сваќа колку е направен вообразен од неговото грубо дете. Доаѓа, ја фрла чантата, цел ден го поминува на онај негов iPhone и на оние негови скапи видеоигрици. Не знам ли дали воопшто поседува реални другари. Не знам. Покрут е од татко и со него ништо не се разговара. Како велат? Пубертет, господи. И тоа поминува. Бубачките изујат од зболетите глави. Им помагат мозок. И јас често се прашувам. Каква мајка сум? Како да обезбедам блескава имина за теја? Бидете благодарни, господи. Вие го имате тоа. И нината на Марко ви е сигурна. Се имат. Ај, ништо не можам да ги различам. Кога дава Бог, дава се. Кога зема се. Сакаш нешто да ми кажеш? Далеко стигна и сега нешто ми планираш? Обично би те игнорирала и сите тука би гледали. Ама сум во добро расположение. Ето ти е слобен. Послушај ме. Хајде сакам зруки. Секогаш. Имам некој коктел, совршен број. Плана среќна коли секогаш чили. Каква си патетична. Оди, падни. Има колку сматам за себе, би го дала и го И онака си веќе на поводот, што подсокари ги покажи.
сега. И фрли ги во кантата за отпадоци. Кога веќе се тоа? Смотаница една. Ако оглазнеш, можеш и да си касниш некоја. Колко съм прегладена, што се што ги ме речете, посачва го него. Не се грижи, Сања. Тие се само едни сновести, плитки и многу злобни девојки. Во моментот сум толку многу изфрустрирана, што ми доаѓа да излезам надвор да почнам да врескам. Ама не, се што можам да направам е да ги трпам овие понижувања и да седам на частот на македонски јазик. Добро, не ми е јасно. Зошто се трудиш толку да им се допаднеш? Не ли гледаш како те изсмева? Едноставно е. Погледни се и игнорирай. Ова е нешто ново. Ново гласодрамската секција. Па, се бараат ликови кои не бидат активни во нова драмска секција, која што е организирано драмското студио Престиж. А да се пријави место верите. Јас сада не се ново студио. До сега добро функционираме. Имам изведено доста представа. Мора да се шикувате. Ова не ги замежи. Да, браво си. Ова не е за тебе. За нас. И онака, тебе тато ќе ти купи се што ќе посакаш. Театар сакаш, театар ќе ти купи. Освен добро рисување. Тоа онако не се купува. Тоа се учи. Ама очигледно ти нема кого да го научиш тоа. Ајде, доста. Не е сега време за расправи. И се пријавиме или не? Има оглас за нова дечевска представа. За 2 дена е, мора да се пријавиме. Ајде, земете бројче, да се пјави. Што е таму да се обиде. И онака, ни фудбал, ни кошарка, ни ракометни. Па не знам зашто е тоа така. Замолчи бе ти, мизерно разгалено детиште. Зашто, ако не го направиш тоа, и ти изеден може зала. Зато молчи и бега. Најдобриот појаток. Семи или остави. Просто дежурна. Се уште немам приша на таблата. Добре, имам уште 4 минути од час. Јас не гледам, како? Како можу да ти помогна? Да му наводенам сукир? Благодарам, Марко, но... Може би сам. Не мислиш ли? Дека ти треба еден чува. Да внимава на тебе. Да те чува секаде каде што ќе одиш. Опасно е да се сама. Зашто се многу ново. На вистина? Едва го најдеш, дай ми го мојот број и нека ми се јави. Не мислиш ли дека прво јас треба да ти мислам? Јас мислам дека тоа треба да го заслужиш. Па ете, се трудам. Дури се појавам. Лана, погледни ме. Заред не гледаш во мене едно уплашено и вознемирено детиште, кој не знае како да ти се доближи. Очено посакувам и видиш нешто повеќе другарка. Као тако те. Дали сакаш да дојдеш со мене во библиотеката да ми помогнеш, да ги наредиме книгите по азбучен ред? Па така, имаме малку повеќе време да сме сами. Откачи се таја, ти си една себична, изгодна девојка, чие хоби е да ги уништува намерите и животите на другите. Ќе те треснам толку силно, што ќе заборавиш цел часот по историја. Ти си еден обичен
Невоспитан лажбо!
после часот Лана достане. Наставничке, јас се извинувам, но морам да признам дека немам никаква врска со тоа писменце. Имаш, и тоа преголема врска, но не сме повеќе тука да дискутираме за тоа, па доволно дедовте долго час. За денес сте имали да работите честната денови од почораци. Ета, ајде да видам, кој ќе ја раскаже? Јас. Нека ја раскаже. Па ова дете се уште не се појави на мојот час. Па јас морам да ги известам неговите родители, бидејќи бегањето часови е крајно погрешно местување. Бидете брзи и молете се да биде нешто важно, затоа што го губам драгоцено време со вашиот повик. Добар ден, господине Михајловски. Како наставник и класен раководител на вашиот син, должна сум да ви известам дека вашето дете денес е неоправдано отсутно од часот по македонски јазик. О, драга наставничке, благодарам што ми извести. Не знам зашто Марко да избега од вашиот час. Ама знаете, дека претедна недела легна изосот кој го попар училиштиот одбор за реновирање на училиштата спортска сала. Така што ви одлучете како ќе го пратате од часот. Извинете што ве вознемирува. Па Марко е златно дете. Знаете дека има некоја оправдана причина што е отсутен од мојот час. Довидувај. Кој беше? Се случило нешто во училиштето? Драга моја, твојата мамина маза. Избегал според пак да го правдувам од часовите. Марко избегал. Марко? Не е можно. Не би рекла јас. И јас не би рекла. А што би рекле на тоа дека класната повторно се јави и кажа дека Марков бил отсутен само на единиот час? До кога мисли да ме срами пред наставниците? До кога морам јас се да чистам после неговото неодговорно однесување? До кога тато ќе плаќа после неговите неодговорни грешки? Додека не признаеш дека вреди повеќе од колку што го цениш. Ако воопшто знаеш да процениш човечки квалитети. Марко е добро дете. Ти го образи и од него направи снов. Добар е Марко, добар е тој. Да видите како го е со мене, за се си разговарате, за се. Колку сте неблагодарни. Колку човек треба да направи за да се задоволни. Тој не го сака своето богатство, мобилни електрични дотинети. Тој ја сака твојата љубов. Тој моли за капка внимание. Тој моли повторно да сме семејство, онако како што бевме. Среќно и насмеано. Или нешто ситно во неговата школа. Па може би ќе ми затворам устите на сите таму, а и те очи. Фрли нешто ситно и во твојот мозок. Може би ги запре да функционира онака како нормално човечко битие. Затоа што сега си робот, не си повеќе човек. Не ми е јасно како може син ми да ви побега од училиште. Ако не можете да контролирате едно 14 годишно дете, тогаш како да контролирате луѓето кои работат за вас? Арисоват. Запите знаеш би бидат постри од умот, внимавај се зборуваш. Немој да ми го уништувате угледот, очигледен сум од тоа ти останато. Господи, не сакам да ве плашам, а дека му се случило нешто лошо на Марко, не да го. А да го побарам на телефон, да си ми го мобилниот. Хајде, звони. Не се јавува. Преплашено е детето. И знае дека ќе го карате. Само да не му се случило нешто лошо.
останавме. Да, денови. Кој требаше да рецитира? Сања? Ајде. Медица, денес повторно се спасуваме. Ајде, батко, ајде. Седи. Но за нареден час повторно ќе сте разкажували песни. Исто така, конкретна анализа на истата. Тема, идеја, стилски фигури и форма. Да видиме. После часови се чекаме концепт од Марко. Лука, како можеше? Лука, како можеше? Како можеше ова да ми го направиш? Утре оди на вести кажи, цела Македонија нека разбере. Нека разберат, нека знаат сите. Тога Марко ја сакаше Лана. Замолчи, Лука, замолчи. Куку, кукавицо. Не знаеш да говориш, да притисли од едно заљубено момче. Да, можда сум кукавица, но барем сум искрена. Се што сакам да кажам е дека не ќе пред времени опрски со никој кој што сум во исти клас. Премногу е рано, а и ништо не чувствувам за него. Не ли треба барем малце пеперутки во стомаку да ми разлетуваат. И Каја, ако ти е толку драг, не се ми стиго. Леле, ама си духовица. Ова е љубост. Ова не се понашате како некои каници на драмата, само која знаете да уништите. Леле Марко, ми ги запали сите неурони во мозочното ткиво. Те молам немој да претеруваш. Ова не е љубов, ова е само каприц, што сакаш да го исполниш. Не сум ти јас што е понизата девојки, што сакаш да ги посенчуваш. Ете, планот ти успеа. Ми го откру на срцето, го фали на земја и газеше по него. Ми уништи и самодовербата, дури она која најмалку ја имам. Цела во оваа драма, емоционална криза мислам дека овладна. Не сваќам, Хана. Како не попушти и не призна дека си виновна? Хана, кажи ти си идеална измамничка, манипулаторка, готово што лажеш. Треба да добијам Оскар за гума. Да сакате да почнам да плачам сега и веднаш. Леле, Хана, царица си, царица на глумата. Треба ти да земеш некој бројче од драмското студио. Сигурно има некој тако место на вештица кој треба да се помогне. Само што целата ова работа се претвори како едно огромно фиаско. И заврши како што заврши. Но не би изгледа дека Ана ќе пишува и мојата и нејзината статија. Кажи ми, барем една добра причина да не го направи тоа. Злобен генерал. Настана вандализам на часот по македонски јазик. А што рече Ана? Ние сме те расипале? Кога сте се дружили вие? Стари фамилиарни пријатели. А нашето ново пријателство траеше само 24 часа. Колку што ми беа потребни за да искористам, да ми го даде нејзиниот себе. Девојки, мислам дека треба да објавиме нашата трета светска војна. Во напад. Ајде, што е мој тогава? Кажи ми, имаш да го
Сакав малку да ви се вмешам. Тоа што го направите не беше баш добро. Ана стои на клупата и солзи се тркала. Хана, како може тоа да го направи? Таа навистина ти беше другарка. Јас барем се сеќавам на тие денови. Кој ти даде право да ги судиш? Па ти секогаш си наоѓаш некоја жртва на која ќе го пиеш мозокот. Ама и вие трите не сте ништо подобри од неа. Така, а? Вие сте многу злобни девојчиња! Пословни сте од змии! Со сјај на устните, со каници на косите. Оставете ја! Оставете ме! Јас не разговарам веќе со патолошки лажговци. И што сте вие? Се гледате. Овие се обидуваат да кани за животот. Јас повеќе не можам да се борам со неправда. Ова не е борба. Ана ми вика. Ана, не, никогаш, ама баш никогаш немој да се сомневаш во нашето пријателство. Како може да насрдам толку лесно? Еба такви се тие манипулаторки. Мислам дека добив удар во стомакот, како со челична кожа. Мислела, да, мислела. Сигурно надва снег ќе падне, ти си мислела. Кај отиде сање? Ајде, но смијаш авторка за мене како љубовни. А, и мојата. Оти тебе се грби. И сега сакате да ги носам? Да. Да ги носам сите? Да. И тежат е тоа многу. Вие ќе претеравте со девојче. Неа ќе треба години психијатриска нега да ги помине сите овие трауми што ги направивте. И тргнята твоја смотана насмевка од твоето уште посмотано лице. Повлечи си го зборот. Зашто јас не ти сум една од овие две смотаници што ги возиш како што сакаш. Или што? До кога ќе си она сладка мала, посакувана суетна девојка, која дели полюбци и бактежи по целиот клас, како да се освоила прво место на Европа. Хајде да ве. Знаеш, треба да се представиш. Му кажа дека не беше на Но шале, ако ова го раздамам, јас се дотре сум мртв човек. Ба, сега мора да си маш и да се справиш со оваа работа. Ще ти кажеш? Нема. Ете, едноставно нема. Луцно, дека се скарав со моите дома, и вара ништо не ме добар на писменцето. Сега јас беа и го записиш лицето, но таа беше многу убава. Isti se tažni kola, samo ti si vidio istine, pogledaj, razno dišala. Svi dogovi, isti se, muški i opasni. Tije oči ne se za tebe, samo
Некогаш знаеш да вистина совршен. Абе, секогаш знаеш што да правиш. Јас пак едва и ги завршувам своите задачи. Не е то битно да се соврши. Најбитно е да се трудиш. Еве ме. Јас имам своји мани, но не се гледа секогаш. Ано, ти ми си пример. Секогаш ми помагаш да се средим. И ти ми помагаш. Подсеќаш да треба да легнам, да уживам и да не се стегам. Но, сакам да бидам подобар за тебе. Не, ти веќе си супер, одличен дури. Само види си свој. Заедно можеме се. Јас мора да сум искрен. Првиот момент кога те видов, најбитно се кешаш. Но, ова што го кажуваш, ме трогнува. Не очекував такава искреност. Може би не сум совршен, да, но мојата љубов кон тебе е истинска. Ти ми си инспирација. Изгледа, идеше време да сватиме што значи еден за друга. Или пак да се правам да не сте тука. Тука ти секогаш да подојде, само не кажеш така. Тука, што ти е бебе, па не мислеш баш најобушено. Па знаеш, сакам да ти кажам нешто бе. Еве, иако не сум незгодното момче, па знам што чувствуваш. Тука, што сакаш да кажеш? Па не сум како Нино, со неговиве совршени мускули и джентълменски изглед. Па мозоков му е во битарците. Но сакам да ти кажам нешто искрено бе. Јас сум заљубен во тебе. Тука, јас никогаш така не те сватив. Бе Лука. Знаеш дека не треба да си како некој друг, за да си посебен, така? Да, но понекогаш не можам да избегам од тоа чувство. Да не изгледам во тебе. Не е то битно како изгледаш. Најбитно е тоа што имаш тука, во срцето. Ево право, секој има своја вредност. Па добро, ако ти ја направиш таа среќна, јас ќе бидам среќното момче. Да, ама, знаеш што, мислам дека јас и Нино веќе сме заедно. Добро. Но битно е ние да останеме пријатели, така? Еве, тоа е важно. Пријателите се секогаш тука едни за други. Па не мора да бидам супер герој, но можам да сум забавен и интересен, нели? Ти секој пат си најинтересен, макар што прави запрканци на собствена сметка.
Защо съм се светиш ли со моите душмани? Тонеш ли да потеплуват косари? Имаме забава. Треба да се подготвиме. Neodamno se družila sa Ohana
сега, живеат некого да помните, да го направат без тебе. Другарки, тие не знаеш што значи другарка. Не се сакаат ни една со друга. Една со друга, тие не се сакаат, не се сакаат. Да имаат огледало пред нив, за да се огледа. Ке пукне и ке се искрши на ситни парчета. Затоа што огледалото не ке може да поднесе дизната со парчета. Толку се не мора да постои начин да се казва. И да изврстиме некој, што да направиме? Да ги кажеме на делянските раководители или не? Да ги кажеме на директорот или не? Да ги кажеме на нашите родители, што да направиме? Исто така, Ана и Сања најмногу страдаат од овие дела. Затоа, до сега мораме да испратиме оваа порака, бидејќи е важно да се подобрат проблемите. Тоа и јас го кажам. Да се баде помош. Па така се најдеме убедени од начини да се заштитиме и поддржиме социјалното третирање меѓу кој и сестра Писања. А Марко е добро дете, верувајте. Да не го расипа неговиот татко со неговите велкани пари. Тука е веќе вистината. Од толку многу опасти, тој се заборава каде му е детето. Не, тој се заборава кој е мој дете. Леле, остави го сега, Марко, сам си го бараше. Се искористува што му е дадено. Па сега сака Ивана да ја освои. Така е, Марко добива се што ќе посака. Дете без насика, ништо не му е доста. Никој не му е крив. Мајка му кутрата жали по него и се моли за неговото внимание. Ама тој ниту ја слуша, ниту ја гледа. У татко му исто. Слушнавте? Имаат забава. После училиште.
тоа да е грижа. А всушност е оскубан. Убаво спакуван. Дека ужива детето, велја родители. Ама не гледа да го купуват. Марко не загина само поради една несреќа. Загина од тишината, од сите тие. Не му брани, не му зборувај дуго, че порасне ќе научи. Ама не порасна. Сега, не ни ќе може ниту да порасне, ниту да научи. Не можам да го заборавам татко ми. Како стоеше, како само викаше, а немаше кого да отвика. Само себе си. Тоа е болка која доаѓала од вистината што ја игнорирал. Секој пат, кога премолчуваме, кога не ја кажуваме вистината, кога се плашиме да кажеш грешиш, само за да не се налутаме. А некогаш, доколку не се спасува. Не за да не победне. Не за да не изгубиш контрола. Не за да не заминеш предата. Ама ние денес мислиме дека љубов е самодозволна, само слобода. Никој не сака да биде лошиот во приказната. И затоа сите сме сиви светоци. Мене не ми требаат родители што ќе ми исполнат секоја желба. Ми требаат родители што ќе ме сопрат кога ќе тргнам да се учам. Дури и ако не го гледам тоа. Вистинската љубов боли. Ама боли затоа што сака да те спаси. А премолчената љубов само те пушта да паднеш и да почнеш. И затоа не молчи кога гледаш дека некој тоне. Љубовта понекогаш не е прекрасна. Љубовта е аларм. И ако не свирне навреме, некој никогаш нема да